Значи, ние сме во стадиумот на дополнение на доказната постапка. До сега јавното обвинителство ги истакна своите докази како во дополнение. Едниот од тие докази беше вештачењето, преведено од латинските диагнози од полицајците кои беа повредени при овој немил настан, додека па другиот предлог кој се прифати исто така од страна на судскиот совет е CD видеозапис, аудио-видео запис, значи од целиот настан. Тука, за разлика од други некои предмети, мислам дека беше оправдано тоа што беше исклучена јавност, бидејќи навистина се работи за посебни иstražни мерки, за прислушување телефонски разговори, меѓутоа сите се однесуваат токму на настанот. Овие се согласно законот и забранети за јавност, меѓутоа од овие разговори, јас мислам дека мора прво битно што го изјави на самиот почеток дека има вмешаност на структурите на БЈБ, на УЈБ и воопшто на МВР, дека се истакна и досегашните, да речеме, изведени докази токму од прислушаните разговори. Мислам дека очигледно чиф овој сценариј и дека самите овие разговори тоа го докажа. Не можам да навлезам од разбирливи причини во деталите од тие разговори. Овој крвав четврток ги покажа сите слабости на системот, пред се на безбедноста во Република Македонија, на безбедносните служби, на Министерството за внатрешни работи и ако добро ја гледате програмата на идната влада на Социјалдемократскиот сојуз, таму стои и тоа мора да го спроведеме, да имаме детална истрага нова која што ќе укаже на сите аспекти во однос на настаните во Куманово. Тоа мора да биде на еден транспарентен начин, да се расчистат сите можни дилеми, тоа им го должиме на граѓаните на Република Македонија и тоа ќе го завршиме се со цел да точно се утврдат околностите од кои што настанали секој кој што учествувал со било каков придонес во однос на овој настан или на било кои други настани кои што ја загрозувале сериозно безбедноста на Македонија ќе мора да одговара. Јас мислам дека е неопходна таква една меѓународна истрага. Тој ги најави дури за другите три случаи, за Сопот, за Бротец и за Мостров. Мислам дека само со една меѓународна, коректна, објективна истрага може да се расветат овие случаи. Посебно случајот диво насилје, бидејќи очигледно дека повеќето од доказите со кои располага според моје длабоко убедување јавното обвинителство на нас како на одбрана и на обвинетите се разбира не им се презентира, селективна е доказната постапка. Сигурно сум дека јавното обвинителство од оддел за организиран криминал дека располага со многу докази, меѓутоа истите веројатно и од причина за да се заштити БЈБ, УЈБ и МВР практично таа причина не се презентираат. Јас сум сигурен дека и самите оставки кои ги дада министерката за внатрешни работи и директорот на УЈБ дека беа поврзани токму од овој немил настан, бидејќи самиот временски интервал на оставките кажува дека тоа беше и причината. Очигледно е во сите овие случаи, посебно во диво насилје, дека се работи за сценарио на тајните служби.